Во изминатите 24 часа, на територијата на Република Македонија биле регистрирани вкупно 24 пожари на отворен простор. Според надлежните служби, во моментов нема активни пожари, додека еден е ставен под контрола, а останатите 23 се целосно изгаснати. Под контрола е пожарот во општина Македонски Брод, на подрачјето на повеќенаменската зона Јасен, каде што горела мешана шума. Сите други пожари, кои се случиле во Скопје, Куманово, Прилеп, Ресен, Струга, Тетово и други општини, се успешно локализирани од страна на теренските екипи. Изгорената површина вклучува ниска вегетација, сува трева, борова и мешана шума, стрништа, депонии и отпад. Брзата реакција на надлежните институции спречила поголеми штети и ширење на пожарите, а состојбата во моментов е стабилна. Регионалниот пат Р-1106 од Македонски Брод кон Скопје е затворен за секаков вид возила поради пожар во Националниот парк Јасен, информира Автомотосојузот на Македонија. На останатите државни патишта сообраќајот се одвива непречено, но по влажни коловози. Интензитетот на сообраќајот е зголемен, особено надвор од градските средини поради летните одмори. На граничниот премин Богородица се бележи чекање од околу 30 минути, додека на другите гранични премини нема подолги задржувања при влез или излез од земјата. Автомотосојузот на Македонија апелира до возачите да ја прилагодат брзината, да ја почитуваат сообраќајната сигнализација и да бидат особено внимателни на делниците каде постои опасност од одрони, како што се Катланово, Велес, Маврово, Деба, Струга, Виница, Берово и Кочани, Делчево. На 18 август 2025 година, во Белата куќа се одржа значаен состанок меѓу американскиот председател Доналд Трамп, украинскиот председател Володимир Зеленски, првата дама Меланија Трамп и лидерите на Велика Британија, Франција, Италија, Финска, НАТО и Европската комисија. Целта на состанокот беше иницирање на конкретни чекори за завршување на војната во Украина. Европските лидери денеска одржуваат видеоконференција за координација на наредните чекори по разговорите во Вашингтон. Председателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, потврди дека ЕУ ќе продолжи заедно со САД да работи за траен и праведен мир. Британскиот премиер Кир Стармер изјави дека ќе продолжат преговорите за безбедносни гаранции за Украина, кои треба да донесат стабилност и сигурност на континентот. Германскиот канцелар Фридрих Мерц најави дека се очекува средба меѓу рускиот председател Владимир Путин и украинскиот лидер Зеленски во наредните 2 недели, откако Путин се согласил на тоа по телефонски разговор со Трамп. Мерц истакна дека Европа мора активно да учествува во обезбедувањето на безбедносните гаранции, додека САД, како што најави Трамп, се подготвени да ја поддржат Украина. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека е подготвен за билатерална средба со рускиот председател Владимир Путин, а потоа и за трилатерална средба со американскиот председател Доналд Трамп. Ова го соопшти по синокешната средба во Белата куќа со Трамп и европските лидери, каде што беа разгледувани следните чекори кон завршување на војната. Зеленски нагласи дека темата за евентуални територијални отстапки, како што бара Русија, ќе биде предмет на директен разговор со Путин. Според него, клучно е двете страни да седнат без претходни услови и да се обидат да постигнат напредок. Ако Украина постави услови, Русија ќе направи исто. Затоа мислам дека треба да се сретнеме без предуслови, рече Зеленски, нагласувајќи дека одложувањата во процесот можат да го загрозат моментумот за потенцијален мир. Американските власти им одзедоа визи на повеќе од 6.000 странски студенти како дел од построгиот режим за имиграција што го спроведува администрацијата на председателот Доналд Трамп. Како главни причини за укинувањето на визите се наведуваат пречекорување на дозволениот престој, прекршување на законот и активности што се сметаат за антисемитски, потврди американски дипломат од Стејт департментот. Според истиот извор, околу 4.000 студенти добиле отказ на визите поради конкретни законски прекршоци како напади, возење во пијана состојба, кражба или поддршка на тероризам. Дополнително, државниот секретар Марко Рубио откажа визи на студенти кои учествуваа во протести против израелската војна во појасот Газа, нарекувајќи ги непријатели на американските вредности. Трамп, на првиот ден од својот втор мандат, потпише извршна наредба со која бара зголемени проверки за сите кои влегуваат во САД, со цел да се спречи влез на лица што се сметаат за непријателски настроени. Од тогаш, неговата администрација влезе во судири со универзитетите и таргетираше странски студенти, особено оние во високообразовните институции кои наводно се спротивставуваат на надворешната политика на САД.